Пред да ги напомнам сите реновирања во овие 2,5 години кои што ги остваривме заедно со Земјоделско шумарско училиште и општина Кавадаци, заедно со владата на Република Северна Македонија и со неколку амбасади како Норвешка, Швајцарска и UNDP. Сакам да потенцирам и да кажам за важноста на ова средно стручно училиште. Така општина Кавадаци во понатамошниот развој во делот на образованието посебно ќе дава значење и финансирање на средните стручни училишта, пошто мислиме дека тука е нашата перспектива поголема која што треба да на нашите идни генерации им доловиме и им овозможиме дека стручната спремна справа е една голема подлога, поготово ова училиште како што го имаме во делот и на лозарство, винарство, шумарство, а еве сега и во делот на медицина и фармацијата, така да мислам дека нашата инвестиција во целокупното реконструирање и донесување на училиштето на повисоко ниво, заедно со директорот Велков, кој што морам да кажам дека максимално зема за учество во овие сите работи и во делот на проектирањето и во делот за апликацијата и за повеќе проекти надвор од нашата држава. Тоа е еден голем успех и за него и јас како градоначалник, за тоа што сепак менаџерскиот тим е тој кој што го води и го стабилизира, меѓутоа и го креира авторитетот на самото училиште. Тука морам да спомнам дека во овие проекти имавме поставување на ограда на самото училиште, реконструкција на кров, фасада и поставување на лед осветлување, комплетна донација од Норвешка амбасада и дел учество од општина Кавадарци од $86,000. Поситни инвестиции во делот на набавка на осветлување на видеонадзори, мотокултиватори за потребите на самото училиште, реконструкција на тоалети за наставници, реконструкција на тоалети за ученици, реконструкција на сите тоалети во самото училиште. Имавме реконструкција на училница во лабораторија, каде што веќе имаат лабораторија и може да тоа не е првични анализи да си ги прават учениците. Реконструкција на подови во ходници и скали, финансирано од USAID со $1,400,000. Хортикултурно уредување и озеленување на училишниот двор, како што и една од дејности на ова училиште, финансирање од влада на Република Северна Македонија со $236,000. Еве еден потик и мотивација да можеме да го подигнеме во школа само до зеленило на повисоко ниво и изградба на ограда од ушедната страна на училишто од $800,000 која што ќе биде реализирана во 2021 година. Тука сакам да спомнам дека јавното претпријатие Комуналец, меѓутоа и национални шуми при нашата држава, заедно со подружницата Бор, имаме во иднина да развиеме повеќе делови во делот на цвечарство, озеленување и оживување на она расадничка материја во делот на дрвја, цвечиња, така да ќе биде од голем бенефит и за пошумување, меѓутоа и за целокупната улога на град Кавадаци. Уште еднаш благодарност за директорот за сите овие проекти, поддршка и за целокупниот наставен кадар кој што сепак стручниот наставен кадар мислам дека има голем придонес во цел дел. Благодарам. Па вака, најпрво морам да истакнам дека во овој двегодишен мандат мој во ово училиште како директор, морам да кажам дека максимално сите наши идеи и заложби се поддржани како од градоначалникот, така и од Совет на општина Кавадарци. Морам да кажам дека ние како стручно училиште од областа на земјоделството и шумарството, нашата задача е пред се за учениците да овозможиме максимални услови за нивен престој во училиштето и нормално и за настава. Сега во овие 2 години максимално се вложивме целокупниот тим во училиштето за сето тоа да го оствариме и мислам дека сме на добра насока, а и тоа може и да се види и со зголемување на скоро 90% ученици кои што се во нашето училиште. Наше е тоа најголемо задоволство, ние како училиште сме тука за учениците. Наредниот период ние ќе се потрудиме да се подобри целокупната настава, како и практичната настава во училиштето, за да му овозможиме на учениците да се стекнат со посебни вештини и знаења за во понатамошниот живот, за да му се најдат во нивното функционирање. Од сите работи кои што се извидува во училиштето, морам да кажам дека комплетно се реновирани сите тоалети во училиштето, како за учениците, така и за наставниците. Комплетно е извршена од поголемите работи кровот и фасадата, кои што од огромно значење за училиштето.
Во поново време сега се завршија и ходниците сите со гранитни плочи, кои што и сите ѕидови во ходниците се изглетувани со ново мрсна боја, така да училиштето добие еден нов модерен лик, се за подобар престој на сите ученици во училиштето и наставници. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.